Расте бројот на вакцинирани деца од ромската етничка заедница. Законот со кој се овозможува финансиска помош за трето дете, а наложува истото да биде вакцинирано, е причина за зголемување на процентот. За само 4 месеци, односно од септември до сега, вакцинирани се 40 на деца од ромската заедница. Анализите на патронажната служба покажуваат дека поголем е бројот на нередовни вакцинирани отколку деца кои воопшто не примале вакцина. Како причина за нередовната вакцина, родителите ги навеле заминувањата во странство, промена место на живење или едноставно заборавиле дека нивното дете треба да прима вакцина. Проблеми имаме и со достава на покани за вакцина, бидејќи знаете дека одреден дел на роми живеат во раони каде што нема куќен број на куќата, живеат во бараки. Тоа се обично пределите на Косовска безбројка, Ваклија безброј, потоа Старо нервно оделение. Тие обично семејства се нередовно вакцинирани. Многу мал број од ромските семејства воопшто не се вакцинирани, што подразбира значи примиле 1 до 2 вакцини во породилиште, а потоа не дошле на вакцинација. Слабата имунизација на децата од предшколска и школска возраст може да предизвика ширење на разни заболувања. Покрај здравствените работници, за подигање на свеста треба да се ангажираат и останатите служби. За подобра вакцинација на сите деца, па и на децата роми, е потребен еден мултидисциплинарен пристап, значи да се направи план кои се тие дечиња, кои се причините, зошто не се вакцинирани, значи да се вклучи не само здравствениот сектор, туку сите сектори кои што се во заедницата, како што се ромските здравствени медијатори, општината, на територијата каде што живеат, здравствените служби, социјалните служби, пошироко ниво на соработка, за да се откријат причините. За да се зголеми бројот на имунизирани деца, здравствените работници во соработка со општината на неколку пати организираа акции, односно беа поставени пунктови на улицата Косовска. За жал, акциите не го дадоа очекуваниот резултат.